почитувани представници на медиумите, драги идни студенти, на оваа пресконференција сакаме да ве информираме за тековниот конкурс за упис на студенти на Универзитетот Гоце Делчев во Штип за академската 26-27 година. Конкурсот е веќе објавен, а првиот уписни рок е идната недела, односно на 19, 20 и 21 август. Објавување на прелиминарните резултати ќе биде на 26 август, објавување на конечните решенија за прием на 31 и запишување на примените кандидати на 1, 2 и 3 септември. Системот за пријавување е веќе отворен и активен. Имаме пријави над околу 560 пријави или некаде околу 28% повеќе од истиот период лани. Пријавено студенти. Студентите може да ги поднесуваат пријавите, може и директно да ги донесат документите, како што кажав, уписите се идната недела, среда, четврток и петок, значи од 19 до 21. Наши тимови се веќе подготвени и присутни на работните места и ќе ги сервисираат сите потреби како и до сега за пријавување на студентите на уписните документи ќе се примаат не само во Штип, туку и во Скопје и во Струмица. Генерално, значи, вкупно имаме околу 1692 места во државна квота, 972 места се наменети за студенти со кофинансирање и 735 места за вонредни студенти. Бројките од прилика се тоа. Најголем интерес за сега стандардно се забележува на факултетот за медицински науки, потоа факултетот за информатика, економски, правен, интерес има и на техничките факултети. Би сакал дополнително да додадам дека и оваа година, како и другите години, ќе имаме за најдобро рангираните кандидати што се пријавуваат во првиот уписен рок ослободување од партиципацијата за кандидатите што имаат повеќе од 80 поени, и тоа на 20 студенти на медицинскиот факултет, односно 10 на општа медицина и по 5 на фармација и дентална медицина, на факултетот за информатика 10, земјоделски 10, факултет за природни науки и технички науки 10, економски факултет 10, правен факултет 10, факултет за туризам и бизнис логистика 10 и по 5 студенти на електротехничкиот, машинскиот, технолошкиот и факултетот за образовни науки. Музичката академија исто така 5, а ликовната и филмската по 2 студенти се ослободуваат од партиципација. Да истакнам и дека и оваа година исто ќе имаме на факултетот на филолошкиот факултет, односно групата за македонски јазик, целосно ослободување на студентите кои што ќе се запишаат, значи тие студираат целосно бесплатно како поддршка за изучување на македонски јазик. Во сите 4 години студираат целосно бесплатно. Ги покануваме сите заинтересирани кандидати да ги искористат можностите за студирање и кариерен развој што ги нуди нашиот универзитет, да се информираат навремено не само за ово и за другите рокови за пријавување, и ние остануваме посветени на квалитетно образование, транспарентност и поддршка на младите таленти. Благодарам. Уште еднаш вкупниот број на слободни места. Сите заедно. 3341. 12 факултети и 3 академии. Дали од оваа година ќе стартува двојната диплома со партнерските универзитети од Европа за сега запишаните студенти? За сега запишаните, значи двојни дипломи, треба посебни студиски програми во тек изработката на посебни заеднички студиски програми на 5 факултети во моментот, и тоа е постапка која што тече. Студентите ќе одат на втор циклус, тоа се однесува за студенти на втор циклус студии, на трет, па потоа на прв, меѓутоа активни се целосно мобилностите и соработката со студентите, и студентите не само од прва, него од сите студиски години имаат на располагање над 200 мобилности, можности за соработка, па престој на тие универзитети 9 што се во рамки на Алијансата и престој на
некаде околу 400 институции во Европа со кои што имаме соработка во рамки на Еразмус програма. Уписните рокови сега е први, втори трет? Втори трет уписен рок се во септември, ќе информираат подетално како се движат роковите, ќе информираме сега, не би сакал да направиме конфузија, значи првиот уписен рок е идната недела, 19, 20 и 21, имаме уште еден уписен рок во септември, третиот уписен рок е на крајот на септември, учебната година стартува на 1 октомври. Имате неколку средби со бизнис заедницата со цел да се прилагодат студиските програми за кадар, производство на кадар, кој е потребен на пазарот на трудот. Има ли измени у студиските програми во таа насока? Дали продуцирате кадар кој лесно наоѓа работа? Генерално да, и тоа е процес кој што трае подолго време, значи ние подолго време соработуваме на таа тема и со Стопанската комора и со директно со компаниите кои што соработуваат со нас, на поголем број од факултетите студиските програми се унапредени, воведени се нови студиски програми, комплетно нови студиски програми со фокус на вработливоста на младите луѓе и генерално да, најголем дел од студентите кои што завршуваат релативно брзо наоѓаат вработување. Веќе дотекли се електронските уписи, каде најмногу студенти има веќе пријавено и дали од денеска се носат документите, тоест физичкото носење на документите на оние кои што електронски аплицираат? Значи, ние сме отворени, генерално физичкото носење е планирано за наредната недела од 19 до 21. Меѓутоа нашите служби, како што кажав, тимовите кои ги примаат документите се веќе активни и примаат документи доколку некој од студентите има потреба порано да ги донесе, нели, ради патување или слично, доколку не може да дојде во роковите, службите се отворени, ги примаат и физички документите од денеска практично, се примаат и физички документи, а инаку имаме вкупно пријавено, како што кажав, 561 студент, што во споредба со минатата година, во истиот период предуписните е некаде околу 28% повеќе. Според до сега пријавените, има ли интерес најповеќе од Турција, има ли други земји кои што станува атрактивен УГД? УГД станува атрактивен веќе подолг период за повеќе земји, посебно за земјите од окружувањето. Имаме пријавено студенти од Србија, од Грција, од Бугарија студенти, посебно од Србија има интерес во одредени сфери. Мислам дека на студиските програми сега воведени се и два нови студиски програми на англиски јазик, и на фармација и на стоматологија. Мислам дека и тие ќе побудат доста интерес кај студентите. Имаме студенти од западноевропските држави, како што кажав, на англиските студиски програми. Најголем број од студентите се од Турција, меѓутоа структурата се менува. Тоа ми беше всушност прашањето на кои студиски програми имаме студиски програми на англиски јазик, и тоа е една тенденција. Значи, студиски програми во моментот, акредитирани студиски програми на кои што вршиме упис, имаме на Факултетот за медицински науки 3 студиски програми, тоа се општа медицина, фармација и стоматологија на англиски јазик. На Факултетот за информатика имаме компјутерски науки студиска програма. На економски имаме на мислам дека има и на овие академиите на англиски јазик изучуваат посебни студиски. Целата настава се одвива на англиски јазик. Како што кажав, например, джез групата привлекува студенти од цел Балкан. Во Штип студираат деца од Белград, од други градови во околината. 28% спомнате на почетокот, дали тоа се однесува на минатите или пак до сегашниот тек на електронски? На минатите години, споредени 25-та истиот период на уписи со 26-та сега истиот период на уписи, имаме зголемен број на пријави, некаде за околу 28%. Може ли проректора да го прашаме за Апсолутно. бизнес инкубаторите или акцелератори, како се викаат тие, за понуда на студентите можност да креираат бизнес, да реализираат бизнес идеи уште додека студираат?
Па добро, една од главните основни мисии на универзитетот паралелно со понудата на модерно високо образование и креирање на предприемачки можности за нашите студенти и фокусот на особено на техничките факултети, на економскиот факултет ќе бидат во таа насока и затоа ние со Стопанската комора и со општина Штип веќе сме во една фаза на изработка на инфраструктура, меѓутоа институционално поставување на еден иновацијски центар, односно универзитетски стартап центар кој што ќе биде во рамки на Центарот за трансфер на технологии во рамки на универзитетот и целта на тој иновацијски, односно универзитетски стартап центар е да им помогне на студентите заедно со професорите, со младите истражувачи, со научниците, со лаборантите да научните сознанија и резултати кои што ги продуцираат да можат да ги комерцијализираат во вистински бизнис идеи и целта на универзитетот не е само да обезбеди знаење за студентите кои што ќе понатаму тие ќе можат да го стават во функција за вработување, туку знаење кои што ќе може да го стават во функција на креирање на сопствени бизниси и мислам дека еден од фокусите на нашиот универзитет во наредниот период особено ќе биде тоа, бидејќи и националниот иновацијски систем, новата агенција и нова се поставени во таа функција, подршка на младите и креирање на сопствени бизнис идеи овде во нашата држава и универзитетот и професорите и лабораториите во рамки на универзитетот ќе бидат поставени во таа насока да им овозможат на студентите да тестираат производи, прототипови, професорите од економски факултет да можат да им обезбедат подршка во делот на комерцијализација, лансирање, маркетинг активности, професорите од правен факултет да им овозможат техничка подршка во делот на правни услуги и така натаму, значи тоа ќе биде еден целосен систем заедно особено со техничките факултети кои што универзитетот ќе го стави во функција на сите наши студенти, на сите 3 циклуси на студии и дел од проектите кои што универзитетот ги работи, вклучувајќи го и проектот со Алијансата, меѓутоа и други проекти финансирани од Европската унија се во таа насока на градење на предприемачка инфраструктура, кој што иновацијска инфраструктура во рамки на универзитетот кој што ќе биде ставена целосно во функција на самите студенти. Две конкретни работи. Каде ќе биде локацијата на стартап центарот и кога се очекува со неговото функционирање? Инфраструктурата од аспект на физичка инфраструктура веќе направивме два иновацијски хаба. Едниот е на економскиот факултет, другиот е на кампус 2 на техничките факултети и примарно ќе бидат практично таму. Активни се веќе постојат. Тие се веќе активни, простори и спремност. Ќе бидат промовирани од септември заедно со целиот концепт кој што ќе биде ставен во функција и ќе почне со работа. Веќе имаме договорено и одредени активности со Стопанската комора, меѓутоа и со други донатори, вклучувајќи агенцијата и нова, и мислам дека од октомври овој проект ќе биде реално за сите наши студенти. Имаме силна подршка и од општината и од Стопанската комора, меѓутоа и од донатори. Би сакал тука да посочам дека во рамки на Европската универзитетска алијанса, еден од работните пакети не е само наставни програми, и она што ректорот го спомна во делот на заеднички програми на прв, втори, трет циклус, туку еден од работните пакети е токму градење на Академија за предприемништво и овој иновацијски стартап центар кој што го гради универзитетот е со целосна подршка и од нашите универзитетски партнери во рамки на Алијансата, вклучувајќи особено Техничкиот универзитет во Инглштад кој што има голема традиција, кој што има сериозна инфраструктура. Сите тие се ставени на располагање и ќе бидат дел од овој иновацијски центар и активностите во рамки на Алијансата кои се поврзани со мобилност и специјализирани само за предприемништво ќе бидат наменети за оние студенти кои што имаат интерес утре да отворат собствен бизнис, да креираат бизнис идеи, да комерцијализираат иновации, така да ова не е изолиран систем, туку еден интегриран систем кој што универзитетот го гради системски. Мислам дека резултатите ќе бидат видливи многу брзо. Да, рековте дека се веќе познати првите проекти. Кои се првите проекти? Еден од проектите на кој што во моментот работи универзитетот е финансиран преку Европскиот институт за технологии и иновации, кој што е под Европската комисија, односно Европската унија, и целта на
тој проект е да изгради иновацијска, односно предприемачка инфраструктура, предприемачка академско предприемништво особено за студентите на трет циклус на студии, меѓутоа и за нашите истражувачи, млади истражувачи асистенти кои што имаат афинитети преку фундаменталните истражувања и сознанија кои што ги добиваат да можат да ги комерцијализираат, да ги патентираат тие пронајдоци, и во наредниот период ќе работиме исто и со Заводот за интелектуална собственост и со меѓународните институции кои што се поврзани со ова прашање за одредени наши сознанија, кои што научни откритија кои што ги креираат нашите студенти и професори да можат меѓународно да се патентираат, а на тој начин практично да се комерцијализираат. Тоа е едниот проект. Другиот проект кој што минатиот период го работевме беше со подршка на Американската амбасада и Американското катче во Штип. Креиравме Академија за предприемништво со млади студенти и средношколци. Со тој проект ќе продолжиме и годинава и заедно со Стопанската комора ќе го интензивираме процесот на активноста поврзана со студентите учат од бизнисот, за да дел од тие идеи кои што ги имаат студентите можат заедно со одредени постоечки фирми во Македонија да ги имплементираат заедно. Да, само уште еден дел од ова што го спомнате целото за Стартап инновацијскиот центар, рекоте дека ќе се започне со овие проекти. Во која сфера, во која насока на тоа се движи целата ова? Тие се активни проекти. Да, се работи за активни проекти и Impact Bill е активни проекти и студентите и сега во моментот доколку имаат идеја, прво можат преку Makerspace-от, има неколку нивоа, преку Makerspace-от може да направат прототип кој што може да го тестираат во другите лаборатории, дали од аспект на квалитет, технички карактеристики и слично употребливост, до безбедност на употреба на тој производ од аспект на хемиски состав и така натаму. Целото тоа е веќе активно и нивните идеи, проектни идеи се развиваат, прават навистина интересни работи, од електрохемиски сонди до 3D модели, комплетно студентите веќе се активни, а дополнително, како што спомна проректорот, сето тоа што го прават кај нас, може истовремено да го прават во партнерските универзитети во рамки на Алијансата и да креираат и тестираат производ во рамки на Алијансата во Инголштад, во Австрија, во Шпанија, во Полска и така натаму. Дали угледа се ова е чекор напред во однос на другите македонски државни универзитети? Добро, универзитетот е фокусиран да понуди квалитетно образование, европско образование, образование кое што ќе му возможи на студентите на вистина да изградат кариера која што ќе им даде подобри шанси за успех во иднината. Ја не би се споредувал со другите во државата, меѓутоа универзитетот... Дали сме ние чекор напред во однос на овие другите? Дали го имаат они истото ваква слично нешто, идентични? Не сум информиран, немам. Нашата идеја е да развиеме и да концепираме еден пристап кој што е применлив и постои функционира на европските универзитети, каде што она што многу пати го говориме во смисла дека универзитетот не треба да нуди само теоретско знаење за студентите, туку и практично применливо знаење. Едно од овие, да речам, цели на овој цел концепт кој што го нудиме, односно го развиваме како Центар за трансфер на технологии и иновацијски стартап центар, не е само да креираат бизнис идеи студентите, односно истражувачите, да патентираат и така натаму, меѓу другото и да решаваат одредени проблеми во индустријата. И во наредниот период една од целите практично на тој концепт ќе биде да отвора повици заедно со стопанството, со бизнисот на одредени проблеми и студентите заедно со професорите да ги решаваат тие проблеми во индустријата и да нудат на некој начин научно базирани, фундирани решенија за бизнис секторот и на тој начин тие многу полесно ќе се поврзат после завршување на своите студии и ќе можат да развиваат проекти заедно со компаниите кои што веќе екзистираат во различни сектори во државата. Меѓутоа да понудат и решенија за одредени проблеми и на европската индустрија. Мене се чини дека и за вас, и за сите нас, најголемо и најтешко прашање со наталитетот во државата
со иднината и на оваа високообразовна институција. После тоа го имате на другата страна спротивниот случај, одење на наши млади деца на студии во Словенија. Бевме одамна ме викна едно предавање за новинарството на Сава, гимназија на Ружа, и интеракција со децата. Едно од Делчев го прашувам која е главната тема од Делчев, па не сме ми таки на тоа. И дојдохме до дека главна тема е дека 80% од делчевските средношколци одат во Бугарија на студии. Зашто Ово е и вие да поразговарате. Може би разговарат ваши луѓе со средните училишта. Каде у Иднин ќе вадите вашите студенти? Иднината не е, ја викам утре други Иднината и после 20-30 години, затоа што господин што гледа на сликата виш ректор, еднаш во интервју кај мене рече дека во Иднина ние нашите студенти ќе бараме од Африка. Колку тој истина. Тоа се пишува и затоа сега ме прашам, загрижени ли сте поради тој факт и како да, вие се што зборувате е во таа насока, да дојдат повеќе млади луѓе да студират тука. Како овие се болни прашања, големи прашања? Видете, не верувам дека една институција или универзитетот сам по себе може да одговори на такви предизвици или да ги понуди сам решенијата. Меѓутоа, сигурен сум дека ако понудиме квалитетно образование, мобилности, да може да бидат изложени на други култури, други начини на учење, ако навистина го реализираме, тоа го нарекува Европската комисија нова генерација на европејци. Ако навистина го реализираме проектот во кој студентите, нашите студенти, ќе можат да бидат мобилни да соработуваат со студенти од цела Европа, ќе можат да ги користат ресурсите на универзитетите од цела Европа, ќе можат тука да креираат производи што може да им донесат иднина, развој на фирми, услуги не само во сферата на индустријата, во било која сфера на општественото живење. Јас сум сигурен дека може да ги задржиме нашите деца тука и дека процесите нема да отидат предалеку. Затоа што имате државите кои што биле изложени на brain drain, да кажем, после одреден период и после решавање на одредени состојби добиваат brain gain, односно им се враќаат луѓе кои што го носат искуството од земјите каде што биле, кои што пак го забрзува процесот на развој. За да го направиме тоа, ни треба заеднички настап, не само на универзитетот, настап и на медиумите, настап на општеството у целина, да им овозможиме на нашите студенти, нашите млади луѓе тука да се развијат. Јас сум сигурен дека кога им дадете квалитетно образование, кога понудите квалитетно образование, кога понудите шанса да направи компанија тука, која што ќе се развие доволно, ќе му овозможи добар живот на млад човек, нема подобро место за живење од дома. И ние тоа се трудиме да го направиме, да направиме европско образование дома. Ако успееме во тоа, иднината на универзитетот е загарантирана. Интернационализацијата е еден сегмент кој што искрено ви кажем не би требало да биде единствена основа на развој во наредните 30 години. И не мислам дека во наредните 30 години оваа територија ќе биде празна. Факт е дека имаме сериозни демографски проблеми, факт дека и цела Европа има сериозни демографски проблеми, меѓутоа ние сме екстремно изложени на сериозни демографски промени, голем дел од градовите ги губат младите луѓе. Вие слушаме сите дека има првачињата, бројката е фрапантна, бројот на намалување на деца, но сигурен сум на млади луѓе, но сигурен сум дека треба да понудиме квалитетно образование. И тоа можеме да го направиме. Ако имаме доволно посветеност, поддршка од сите чинители во општеството, универзитетите не се изолирани острови, тие се дел од општеството, може да бидат, и за тоа сметам дека може да бидат и дел од решението. И може да го понудат тоа што им треба на младите луѓе за да останат тука. Ако можете да се запишете тука, да поминете еден семестар на најдобриот медицински универзитет, еден од најдобрите во Европа, например во Гданск, да се вратите назад, да запишете докторат во Мадрид, да се вратите назад.
причините и да бидете равноправни со колегите. И ја на тоа сум горд лично, кој гледам нашите студенти, како се позиционирани во сите активности на Алијансата. Мислам дека се меѓу најдобрите. Не би сакал да звучи тоа фалба, меѓутоа студентите се и по квалитет, и по знаењето што ги поседуваат, по културата, апсолутно равноправни со сите колеги од Европа. И тоа е гордост. И ако имаат можност да работат у Македонија и да се развиваат, мислам дека ќе имаме перспектива. Не мислам, сигурен сум дека ќе имаме перспектива. Треба да имаме малку повеќе доверба во нас самите. Добро, тези 50 слободни работни места, прописни места на Околу 1600. 1600-1700. Никош не се таа бројка исполнува се тоа. Не се исполнува таа бројка. Не, ние генерално ги запишуваме студентите од државните квоти и тоа се исполнува. Државната квота се исполнува. Другите квоти мора да разберете се кофинансирање и вонредни студенти. Значи нашата квота за запишување во државните со државно финансирање е 1629. И тука тие бројки од прилика ги добиваме. Некаде околу 80% од државните квоти се исполнуваат секоја година на сите факултети.